И Мартина, со неја ќе завршиме денес, затоа што и времето веќе не гази, вели колку на вистина се штетни шекерите во исхраната. Мартина, штетни се колку што ќе ги внесуваш во количини повеќе од тоа што ти треба, односно, повторно ќе напоменам, не постои штетен макро или микронутриент за телото. Храната не ви е непријател. И многу е, некако, знаете, многу станавме некако сурови према одредени нутриенти од типот не шекер е штетно, не масти е штетно, или намали на јаглехидрати, isfrли на ова, внесувај ова повеќе и така натаму, и многу се создаваме конфузија и не знаеме кој пат да го фатиме. Значи, шекерите се штетни ако ги внесуваш повеќе од што ти треба и ако ги внесуваш од погрешни извори. Ако погледнеш што вели СЗО, вели дека за девојки препораката е 90 грама на ден, за мажи препораката е 120 грама на ден. И ти ако внесуваш до 90 грама на шекер, воопшто нема да имаш проблем. Уште поубаво, ако тие 90 грама доаѓаат од овошја, можеби млечни продукти, ако немаш проблем со интолеранција на лактоза, не знам, мед и така натаму, е супер и е потреба за мозокот, многу ќе ти биде благодарен за тие шекери. Но доколку ти внесуваш шекери повеќе од тие 90 грама, па дури и помалку, ама изворите се процесирана храна, благо, грицки, теста и така натаму, тоа значи дека ќе внесеш шекер, но со тој шекер нема да дојде ништо друго од бенефит за телото. Тоа значи дека ќе внесеш калории, шекер и толку. Ќе нема витамини, ќе нема минерали, ќе нема растителни влакна, антиоксиданси, кои што би доаѓале заедно пропратно со продуктите кои што во својот природен состав содржат шекер. Така да немој да се оптеретуваш со тоа прашање дали е штетно. Не е, ако е претерано, ќе биде штетно. Исто како за се друго. И витамини и минерали да внесуваш повеќе од што ти треба е штетно.